со кои што се бават со него. Така што во овој блок од Отвореното студио 1 наша гостинка е Ивана Балабанова, тренер во танцовата школа Битрикс, модерни танци. Да. Меѓутоа, генерално фокусот е на модерни танци, но и на многу други, за кои што ќе поразговараме. Најпрво, добре дојде. Добре најдов. Поводот нели е малку повеќе да го испромовираме тој камп кој што треба да се случи во јуни. Според најавите ќе биде најголем, ќе уфаќа многу танцови школи и од различни земји во светот. Но најпрво би започнала со тоа малку повеќе да им доближиме на гледачите. Како почна приказната на Ивана со модерните танци и како почна приказната со Битрикс? Тешко прашање. Што знам, секогаш што го кажувам дека Битрикс некако спонтано се случи како последица на нашата огромна желба да танцуваме и да креираме. Бевме една екипа од млади дечки кои што работевме заедно како тим извесно време. За така некако понатаму почна да се одвиваат нештата, да се создаде Битрикс како поим кој од една група танцова прерасна денес да биде нели културно-уметнички центар. Што знам, секогаш превладувало онаа желба да се пренесе знаењето и љубовта за танцот кон помладите генерации и мислам дека постојано тоа е главната водилка низ целиот процес за сите нас. Битрикс обстојува веќе долги години наназад. Па веќе 7 година, да. Што знам, за мене тоа е моето дете. На некој начин е нешто што буквално секојдневно, мислам не би можела да се го замислам секојдневието без таа работа. Тоа е твојата љубов и главниот фокус и преокупација. Дефинитивно. Колку луѓе сте во Битрикс? Па бајги сме. Од аспект на вкупно број на танчери или? Оние кои што го основавте на некој начин. На почетокот почнавме како група 7 танчери. Моментално сме голем тим од 12 инструктори и голем број на дечиња кои што учат таму. При создавањето на Битрикс 7 карактери, 7 различни луѓе кои што различно ја поимаат музиката, различно го чувствуваат тоа, како ја успеавте таа синергија да знаете сите дека правите едно исто, се движите во иста насока? Мислам дека како и во секоја друга работа, потребно е да помине определено време за да можеш да се поврзеш со сите членови од тимот. Нормално, како што одминуваше времето, тој тим се надополнува, се менува, се надоградува. Постојано има, како да кажам, нова енергија една која што влегува во целата група. И тоа подразбира нели потреба да се прилагодуваш, да ги запознаваш новите личности кои што доаѓаат, да им дадеш нормално и простор за да се искажат и да донесат нешто свое во тимот. Меѓутоа, интересен процес е дефинитивно бидејќи подразбира голем менеджмент на его кое што сите го имаат, нели, голем менеджмент на како да кажам, на некој начин созревање и создавање големо разбирање за останатите. Меѓутоа, до сега, за среќа, добре. Иван, хајде малку сега повеќе околу овој танцов камп што го најавивме, се организира по 5 пат. Ќе има вклучено танцови школи и танчари од многу земји во светот и го најавувате како најголем досега. Да, дефинитивно од сите реализации досега ова ќе биде најголемата, нормално и бидејќи славиме нели мал јубилеј од 5 години. Претходните години танцовата лига организиравме во месец ноември, оваа година се одлучивме малку да подраниме со тоа што ќе организираме во јуни, со цел да нели искористиме од позитивната летна атмосфера и поубавиот временски период од годината, барем за мене. И да, дефинитивно се потрудивме да создадеме програма која што ќе допринесе од различни аспекти за танчерите, не само од аспект на технички нели танц, туку од многу различни, да допреме до многу различни сегменти. Тоа беше главната цел, бидејќи вообичаено во светот танцовите кампови се многу базирани на физичкиот дел.
и техничката подготвеност, и тоа секако и овде е вклучено во голема мера. Меѓутоа, додадовме некои дополнителни сегменти и работилници со лица кои што не се само танчери, туку се и актери, драматурзи, со видеопродукции, со музичари, со цел да ги офатиме сите многу повеќе различни аспекти односно уметнички аспекти. И сето тоа да допринесе во изградбата на едно дете и еден танчер како целосен уметник, не само како технички подготвен танчер. Да, можеби генералниот впечаток во јавноста е дека да, само тој физичкиот дел што го спомена, дека само е танчер и не треба никаква дополнителна психичка, физичка подготовка и некако така се зема здраво за готово, можеби. Да се надополнам тоа, бидејќи зборувавме претходно за тоа психологија на менаџирање, его, колку токму тие дружби и тие кореографии, подготовки и различни идеи помогнале во општествениот твој живот? Зголемување на трпението, можеби, носење одлуки во можам со сигурност да кажам токму тоа дека танцот има и тоа како голема улога во процесот на созревање на една личност. Тоа се гледа, мислам, се гледа и кај малите деца и кај нас повозрасните таму, бидејќи со самото тоа што процесот на созревање како еден уметник бара од тебе да ископаш малку подлабоко во себе, тука се отвараат многу прашања, нели, и потребата да се истражуваш пред се самиот себе си, понатаму и останатите околу тебе. И тоа некако аналогно се пренесува да ти созреваш како личност и во секојдневието. Интересно е многу. Го доживуваш ли танцот како да, јас би се согласила дека е уметност, меѓутоа е едно твое видување како уметност и начин за себе експресија? Дефинитивно. Особено има некој што ти е омилен, што преферираш модерните танци најмногу, претпоставувам, меѓутоа онака нешто што тешко прашање. Во моментов доста го пратиме Филип Чебип, тоа е една личност која што доста успеа, тргнува од хип-хоп светот, за да веќе работи во индите и компанијата каде што се работи повеќе на современ и модерен танц, што е големо достигнување, бидејќи една од главните проблематики со кои што ние младите се соочуваме, особено ние кои што се бават со урбаните танци, е нивната неприфатеност во општеството, бидејќи се уште се сметаат за така наречени улични танци, нели? Зошто е тоа така? Зошто е потешко да се прифатат модерните танци? Па самата историја, од каде потекнува тој танц, навистина потекнува од улицата, навистина потекнува од гетата, нели, како што сите знаеме, каде што се танцувало на улица и каде што тој бил една главна алатка за создавање на некаков начин на меѓусебен диалог во простори каде што имало конфликти. Па тоа е баш симпатично според мене. Симпатично е да представува проблем во прифаќањето, но добро. Уште една само додека сме кај баш таа психологија на танцот, колку време е потребно од оној прв настап пред луѓе, каде што можеби телото се кочи, се до оној миг кога знаеш дека си го направил оно што си сакал да го направиш, веќе си се изразил? Сметам дека тоа е индивидуално. Зависи од поединците. Некои се едноставно, јас би рекла, така велиме во студио, роден си и подготвен си за ова. Некои го градат тоа многу подолго време. Зависи од карактерот, зависи од тоа колку личноста е интровертна, колку е екстравертна, колку е слободна во искажувањето на емоциите. Ама успеваат ли со? Да. И тоа е целен процес на работа. Како што реков, копаш длабоко во себе си додека не стигнеш до всушност одговорот на прашањето зошто ми е непријатно да настапам пред публиката. Повеќето од децата го имаат нели тој некој страф, некои тие стеги кои што се наметнати, некој ги гледа. А тоа се сведува на оној момент дека сите имаме потреба да бидеме прифатени. И тоа е страфот да не бидеш прифатен. Токму тоа е моментот на кој што најмногу работиме во студиото, бидејќи целта е да им дозволиме, односно да им оставиме простор да бидат своји и да знаат дека се прифатени токму такви какви што се. Тоа е главната цел. На страна од тоа како ќе изигра кореографијата или каква кореографија и која тежина на кореографија ќе биде тоа.
Исто така интересен момент што сакам да го прокоментираме дека нели вашето студио учествува во многу проекти што се од општествена важност, меѓутоа и за подигање на свеста за одредени проблеми. Таков е и тој ланскиот Тишина, кореографијата што ја имавте за подигање на свеста, односно борбата против семејното насилство. Навистина од она што можеше да се прочита во медиумите, најде на многу позитивен одек, беше многу позитивно поздравена и бевте вклучени колку околу 30 танчери, ти беше таа што ја правеше кореографијата. Јас и Леонардо Колкава беше обврската, одговорноста и од друга страна твојата желба за да го прикажеш и доловиш тој момент, односно да се пренесе пораката против семејното насилство, бидејќи де факто е една многу сензитивна тема. Сметам дека живееме во едно поднебје во кое што таа тематика конкретно е се уште на некој начин табу тема и луѓето ретко зборуваат. Воопшто, лицата кои што се жртви на семејно насилство од било каков тип, тешко се отвараат и зборуваат за таа тема, бидејќи тоа е подкрепено нели со многу страв, со многу несигурности и намалена самодоверба на оние, особено оние кои што се жртви, а оние кои што се нели лицата кои што го предизвикуваат насилството не ни сваќаат потребата дека треба нешто да се делува во тој правец. Така што за мене лично, а и за сите во тимот, сум сигурна дека беше многу значаен проект. Токму имав прилика преку тој проект да гледам како, особено помладите, како се зреваат и добиваат една нова димензија за тоа што представува танцот, бидејќи за некои од нив тоа беше прво такво искуство да работат на нешто што навистина има поголемо значење и подлабоко значење. Многу ми е драго што најде на позитивни критики. Беше тоа на некој начин можеби меч со две оштрици, дали ќе биде прифатено или дали ќе најде на негодување, бидејќи на се она што е на некој начин тешко за прифаќање, луѓето прво реагираат нели со отпор. Меѓутоа, она што најмногу ме радува е тоа дека дознав за ситуации во кои што по завршувањето на представата се случиле, односно промени кај лица кои што знам дека се соочувале со некој таков проблем, или ако ништо друго почнало да се дискутира и да се работи на решавање на проблематиката. Така што тоа ми е можеби реализација во моментот, што секако е нешто прекрасно што не се опишува со зборови. И уште едно нешто што по завршувањето на представата до ден денес се уште има многу проекти кои што почнаа да ја обработуваат таа тема кај нас. Многу различни типови на проекти. Ивана постојано вела дека во танцот нема пари. Во танцот нема пари, во танцот нема пари. Седно, меѓутоа, не прашуваме дали има пари или не. Моментот е како тие искуства за би рекол стигмата за танцот во Македонија ја разбивате со вашите колеги од странство. Претпоставувам имате активности со кои што разменувате, дали се тоа кореографии, дали разговори со луѓе од странство, каде што постојат ни цели академии за тоа. Така. Вака, генерално, било каде во светов, во сферата на танцот, а и сметам дека и во поголемиот дел на уметностите е навистина тешко да дојдеш до соодветна заработка, бидејќи прво има преголем број на уметници. Прво тоа е моментот да се пробиеш нели покрај целата маса, да бидеш забележен. Да се издвоиш. И да се издвоиш и да нели со тоа последува тука да имаш можност за реализација на повеќе проекти, а со тоа нели следуваат и финансиите. Меѓутоа мислам дека всушност главната поента е тоа дека ниеден од нас не го прави тоа за пари. Сите уметници не го прават тоа за пари, бидејќи во моментот кога ти ќе се осврнеш кон тоа да ги правиш нешто за пари, веќе самото тоа губи смисла. Да, тоа е така, меѓутоа веројатно потребна е некаква поддршка и средства за да се изорганизира и изменаџира, да речеме еве лигата на танци. Да, тој сакав да споменам дека конкретно тој аспект дефинитивно, барем кај нас е на значително ниско ниво поддршката од секаков можен аспект, значи и од приватните и од државните институции. И се борите и со тоа? Да, во секој случај. Ние секогаш, барем ние во Битрикс секогаш поаѓаме од оно дека
дека сме свесни дека самите можеме да ги истераме нештата, ги почнуваме проектите на наша иницијатива, со наша внатрешна енергија и мотивација и се трудиме со помош на нашите пријатели кои што за среќа се постојано тука покрај нас, да создадеме што е можно повеќе и не се ни надеваме на онаа поддршка која што по правило, односно како што функционира и во повеќето европски земји, би требало природно да доаѓа, односно надлежните институции би требало природно да го забележуваат потенцијалот во младите. Ивана, се откажавте, извините, прекинав, но се откажавте од таа борба, бидејќи некако гледам помирена си, дека не се ни надевате дека ќе ги добиете средствата за поддршка кој што ви следува. Не се откажуваме. Мислам, не се откажуваме. Во моментов, еве најискрено да кажам, и тоа си го размислував баш пред некој ден, дека единственото нешто што онака живее во државава, мислам дека се младите уметници. И многу ме радува тоа што сите се борат. Не само, ќе се оградам, значи не само ние во Битрикс, него многу други танчери, кореографи кои што ми се многу драги личности, многу музичари, многу уметници. И тоа особено ме радува. Не смееме да се откажеме да се бориме, бидејќи тоа е во одредена мера и должноста на секој уметник според мене. Ние треба општествено да делуваме, бидејќи со нашата уметност зборуваме за многу теми. И тие треба да делуваат во јавноста на многу начини, со тоа што се надевам дека во скора иднина дека ќе почне да се забележува тој труд и тој потенцијал, бидејќи тоа како има кај нас. Мислам, има едно совршено поднебје и огромни потенцијали кои што треба да се да се исползат до крај буквално. При тоа сте вице шампиони. Имате и двократни тоа. Имате и признанија позади вас. Така што јас би се надоврзала пред крај апропо тоа. Какво е секојдневието, односно еден обичен ден на танчер и односно на тоа што си кореограф, како оди целиот тој процес од идејата во глава што ја имаш до реализацијата на одреден танц, да го пренесеш токму она што ти е во глава, идејата за мислата во нешто што ќе биде финално. Така. Мислам дека и тоа зависи од моменталната подготвеност на личноста која што работи на даден проект, колку е созран во моментот, колку искуство има и сето тоа. Меѓутоа, како изгледа еден ден. Стануваш од сабајле, почнуваш да повеќе во однос, бидејќи секој ден го работиш тоа, во однос на психички и физички подготовки, можеби режим на исхрана, дали треба или не треба, имате или немате, во таа смисла. Дефинитивно, мислам, од секаков можен аспект треба еден танчер постојано да се надоградува и постојано да внимава на себе, и од аспект на исхраната, и од аспект на работа на себе и психички и физички. Мислам, тоа се подразбира и е неопходно. За процесот на креација, многу пати луѓето сметаат дека треба да чекаш да дојде тој момент, нели, инспирацијата за да ти создадеш нешто, а всушност реалноста е дека инспирацијата сами ја градиме внатре во себе, што значи дека влегуваш во сала, нема да ти оди првите половина час, ќе седнеш, ќе погледнеш некои видеа чисто да те инспирираат оние танчери кои што тебе ти се допаѓаат, па ќе почнеш повторно, па ќе ја слушаш музиката 12 часа можеби за да почне да создава некакви слики во твојата глава. Јас најчесто така правам. Мислам, најчесто ја слушам музиката по долго време и пробувам прво да си го замислам целото дело како би изгледало од почеток до крај. Тоа создава некаква рамка во која што, односно правец во кој што би требало да се движам, потоа влегувам во сала и пробувам да го искреирам. Некогаш се случува за екстремно брзо време, некогаш се потребни денови. Меѓутоа идејата е да не престанеш во моментот кога имаш криза. Да. Добро, полека треба веќе да го заокружиме овој разговор. Ивана, ни беше драго што ти имавме во отвореното студио 1. Секако ви посакувам уште многу успеси со танцовата школа Битрикс и да продолжите да го правите тоа добро како што го правите. Фала ви. Фала ви на поканата. Ние овде правиме една кратка пауза и се враќаме во студиото. Овој пат имаме измена, наместо колегата Дејана Доновиќ, со нас во студиото е колешката Лепа Џундеваки. Разговараме, ќе видите зашто по краткиот џингл.